Добро вечер. Второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве дел од она што подготвивме денес. Уметничкиот труд во државата е соодветно валоризиран, со што одливот на квалитетен уметнички кадар надвор од државата е спречен, оцени министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Внимателно на делниците каде се одвиваат реконструктивни зафати. Вчера вечер на магистралниот пат Штип-Велес во сообраќајна несреќа загина 36 годишна виничанка. Внимателно при палење на уган на отворено и во шума, апелираат надлежните. Летото е време на зголемена опасност од пожари. Денес во Штип опожарен е автомобил. Една жена загина во тешка сообраќајна несреќа која се случи вчера вечер на магистралниот пат Штип-Велес во близина на Сарамзалино. Несреќата се случи на место каде се врши реконструкција на патот. Во тешка сообраќајна несреќа која се случи вчера вечер на магистралниот пат Штип-Велес во близина на Сарамзалино, животот го загуби едно лице. Се работи за 36 годишната виничанка Жаклина А. Учествувало патничко моторно возило марка Hyundai со штипски регистарски ознаки, управувано од 38 годишен кочанчанец. Во незгодата на лице место починало женско лице сопатник во возилото. Увид на местото на настанот е извршен од страна на јавен обвинител и полициски службеници при секторот за внатрешни работи Штип. Телото на починатата, по наредба на јавен обвинител, е предадено на обдукција. Причината за оваа тешка сообраќајна несреќа е превртување на автомобилот. Инаку овој магистрален пат е во фаза на реконструкција, заради што од возачите се очекува крајна предпазливост при управување на возилата. Високите температури го вклучија алармот кај надлежните институции задолжени за заштита од пожари. Граѓаните да бидат крајно внимателни со палењето на уган на отворено и при престој во шума. Ова е апелот за заштита од пожари од страна на локалната самоуправа од Делчево. Апел за превенција од пожари упатија денес од единицата на локалната самоуправа во Делчево. Согласно Законот за заштита од пожари во летниот период, се подсетуваат граѓаните на општина Делчево да бидат крајно внимателни при движење во шумите и на отворен простор и при обавувањето на земјоделските работи. Да не се фрлаат до горчиња од цигари, да не се пали оган на отворено, стрништа, плевел и други отпадоци, заради заштита на животната средина, но и на животот, здравјето и имотот на граѓаните. Се апелира до сите излетници да внимаваат за време на своите излети кога валат оган, односно кога прават скара, тоа да биде согласно пропишаните законски норми и потоа истиот да биде комплетно, односно целосно изгаснат. Се апелира до сите земјоделци, до сите сточари, до сите шумски работници, до сите оние наши сограѓани кои што престојуваат во шумите на територијата на општина Делчево, крајно сериозно да пристапат кон спроведувањето на овие мерки, крајно сериозно да ги спроведуваат овие мерки, а се со една цел да се заштитат шумите и отворените пространства од пожари на отворено. Знаеме дека температурите се енормно високи и најмало жарче, односно најмала искра може да предизвика пожари од невидени размери. Покрај упатениот апел до граѓаните, надлежните субјекти извршија увид во своите оперативни планови за заштита од пожар, на нивната подготвеност за локализирање и гаснење на пожар, како и на нивната материјално-техничка подготвеност. Денес околу Плавне во Штип се запали автомобил во движење. Се работи за автомобил Ford Escort кој се движел кон излезот на градот во близина на градскиот базен. Противпожарната единица во Штип експресно реагирала на телефонска дојава на граѓанин. Пожарот бил локализиран за кратко време. За среќа повредени нема. Причината е само материјална штета. Овој вид на пожари кај возила во движење најчесто се резултат на неисправна електрична инсталација.
Конечно ќе се реши проблемот со патот кон планината Голак. Министерството за транспорт и врски објави дека до крајот на оваа година ќе се започне целосната реконструкција на патот Делчево-Голак во должина од 11 километри, кој моментално е во многу лоша руинирана состојба. Со ова се очекува повторно да заживее летниот и предсезимскиот туризам на Голак. Конечно годинава ќе се реши горливиот патен проблем на Делчевчани кон планината Голак. Имено со најавата на Министерството за транспорт и врски 11 километри пат од Делчево до Голак се во фаза на подготовка за отпочнување со рехабилитација. Ако во 2013 година патот кон планината Голак добија асфалт само 1200 метри, и тоа од предградските гробни површини до манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија, годинава Министерството најави нов асфалт и до планината Голак. По најавата за рехабилитација на оваа патна мрежа и делчевчани со позитивен став што повторно ќе заживее туризмот и ќе блесне оваа планинска убавица. Убаво, нека се реновира се што се прави, се е убаво. Да се направи патот и Биошли, имаме многу убава планина. Најубава Македонија. Таа е најодлична работа и може да се заврши. Ќе биде посетена и ќе има многу туристи. Порано сека си направим патот за сите, за колите. Таа си е наша планина, горе убава си. Природа убава е. Планината е многу убава, позната е у Македонија. Само има работи кои треба да се направат. И патните мрежи има и други недостатоци кои треба да се направат, иначе местото е многу убаво. Добро е, што да ви кажа. Убава е работа, нека се реновира. Мисля, убаво е некој. Нема младите ќе одат на излети. И ви постарите ќе одите на Балкан? Добро, сега некој пати ние ќе одиме. Сега со овие услови, со немањето на добра патна инфраструктура, планината Голак е посетена само од делчевчани и планинарски друштва, но со реконструкцијата на патот се очекува оваа планина да го развие и летниот и зимскиот туризам. Со реконструкцијата на овој пат им се овозможува и на граѓаните и на приватните инвеститори кои веќе имаат купено парцели на планината Голак да започнат со изградба на своите објекти, а со тоа повторно да заживее и туризмот во Голак. Проектот Здравје за сите за граѓаните на Штип обезбедува секојдневни медицински прегледи и тестирања во периодот од 18:30 до 21:30 часот пред здравствениот дом. Во акцијата се вклучени и дел од ангажираните во проектот општинско корисна работа. На пунктот поставен во централното градско подрачје, штипјани кои се на минување покрај јавната здравствена установа Панче Караѓозов ќе имаат можност да го проверат својот крвен притисок и да добијат совети од медицинско лице. Станува збор за акцијата Здравје за сите на Министерството за здравство во рамките на проектот за превентивни прегледи. Основната препорака на докторите е да не се излегува во периодот од 11 до 17 часот и, ако е неопходно, да не биде без светла и лесна облека, капа и заштитни очила и секако вода, а во домашни услови да се престојува во климатизирани простории. Освен ова, докторите советуваат и да се внимава на исхраната поради зголемениот број на интоксикација со храна. Да се избегнуваат мајонези, чоколади, исто така да се внимава со сладоледите и со шекерите да се консумираат што помалку. Значи да се пие вода, безалкохолни минерални пијалоци и да се избегават газираните. Особено треба да внимават хронично болните, посебно луѓето со кардиоваскуларни заболувања, нервни и респираторни болести, да се прима редовно хроничната терапија и при секоја промена во здравствената состојба да се информира со матичниот лекар. Акцијата во Штип започна на 7 јулија, ќе трае до 15 август. Со текот на деновите заинтересираноста на штипјани се повеќе се зголемува, истакна доктор Серафимова. Луѓето се информираат, првиот ден имаше некаде околу 30 пациенти, вчера имавме 50, така нивниот број се зголемува. Дали доаѓаат од любопитност или навистина имате? Имате ли приметено осцилации здравствена состојба? Значи има некои видат не од радозналост дојдат да прашат што правиме овде. Некои дојдат сакат информират се да и се мере притисок, опрашуваат за совети како за терапија, така и за исхрана. Различно. Возрастна граница има ли така одреден? Дали по-возрастните или има и од помладите? Претежно се повозрастни лица, меѓутоа има и од помладите.
Во оваа акција се вклучени 3 медицински сестри кои со програмата Општинско корисна работа се ангажирани во патронажната служба при јавната здравствена установа Панче Караѓозов. Веќе 2 месеци добро сме прифатени од персоналот, каде сме вклучени во сите активности на терен, каде се пружат посети на граѓаните на Штип, кај новородени и хронични измоштени лица. Една од работата е учество од акцијата Здравје за сите, Топлотен бран, каде сме дел од тимот кој се работи на терен од 18:30 до 21:30. Освен Весна Јованова, останатите 2 ангажирани медицински сестри се Зорица Балабанова и Антонела Трајчева. Министерството за здравство набави 3000 вакцини против бактеријата стрептокока. Вакцината не е задолжителна, а сите заинтересирани родители кои сакаат да ги вакцинираат своите деца, вакцината може да ја добијат бесплатно. 3000 вакцини против бактеријата стрептокока набави Министерството за здравство. Станува збор за вакцина која е наменета за деца од 6 недели до 5 години. Не е задолжителна, но родителите кои ќе сакат да ги вакцинираат своите деца, можат оваа вакцина да ја добијат бесплатно. Оваа вакцина штити од заболувања предизвикани од бактеријата стрептокока, како што се пневмонија или воспаление на белите дробови, отитис или воспаление на ухото, бронхитис, потешки форми како што се сепса, менингитис, артритис и други, посебно кај деца со намален имунитет. Сите заинтересирани родители може да се пријават во најблискиот центар за имунизација, а ќе бидат повикани за 10 дена. До сега оваа вакцина ја примиле десетина деца. Според досегашното искуство, поголем дел од родителите ја бараат оваа вакцинација, односно заштита на децата од оваа бактерија која релативно често предизвикува заболување кај децата. За илустрација, податоците покажуваат дека поголем број деца, нешто над 2000 деца годишно во Република Македонија, добиваат бактериска пневмонија. Значи, една од овие форми кои што ги споменав, каде во 90% од причините причинител е стрептококус пневмонија. Најризичните групи за ова заболување се малите деца, посебно децата со намален имунитет, деца кои престојуваат во градинки, колективи и така натаму, но и лица со хронични заболувања. Според податоците на педијатрите, заболувањата причинити од бактеријата стрептокока се третираат со долготрајна антибиотска терапија. Децата често завршуваат и на болничко лекување. Инфекцијата може да се повтори и ако не се третира навремено, може да предизвика компликации во здравјето на детето. Набавката на овие 3000 вакцини чини околу 11 милиони динари, а доколку интересот е голем, Тодоров најави дека ќе бидат набавени дополнителни дози. Во периодот од 2006 година до денес во областа на културата превземени се низ замерки со кои се варолизираше уметничкиот труд и се спречи одливот на квалитетен уметнички кадар надвор од државата. Од 2006 година бројот на вработени во културата е зголемен за околу 48%. Ова денес го најави министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Сакам да напоменам дека со Законот за трансформација во редовен работен однос во националните и локалните установи од областа на културата, кој го донесовме на крајот на минатата година, се вработија 194 лица. Значи, ова е дополнително вработување, значи надвор од претходната бројка, што ви ја кажав. Бидејќи овие вработувања, значи, одат во неколку фази, веќе се вработија во првата фаза влегоа 86 лица, кои беа ангажирани во националните установи, а уште 104 лица, значи, кои што влегуваат во втората и третата фаза, исто така, согласно динамиката, ќе бидат вработени. Значи, вкупната бројка, согласно Законот за трансформација, е 190 лица, кои што беа ангажирани во самите институции, сега веќе го добија статусот на вработени. Уверена сум дека сите овие мерки значително ја подобрија позицијата на македонските уметници во чие што професионално делување и усовршување настојуваме постојано да вложуваме. Исто така би сакала на оваа пресконференција да потсетам дека владата на Република Македонија и Министерството за култура во изминатиот период реализираа и други низа мерки кои се во функција на соодветна валоризација на уметничкиот труд. Како што знаете, личните примања на уметничкиот кадар во институциите од областа на културата се зголеми за цели 60%,
А во моментов сакам да информирам дека интензивно работиме и на новиот колективен договор со кој ќе се дорегулираат правилата за работење на институциите од областа на културата, а истиот ќе има и позитивно влијание и врз платата на вработените во нашите национални институции, се разбери во локалните, бидејќи колективниот го опфаќа и локалните институции. Денеска во Кочани градоначалникот Радко Димитровски организираше прием на ученици со награди од државни надпревари. Настанот е дел од програмата за одбележување на празникот на општината Питровден. Празничната програма продолжува утре со Влашки етнофестивал во 11 часот на Пониква, Баскерфест и Петровденски концерт во Паркот на Револуцијата. 20 ученици од основните и средните училишта од општината денеска беа на прием кај градоначалникот Радко Димитровски и добија подароци како благодарност за постигнатите одлични резултати на државни надпревари. Се работи за ученици кои учествувале на државни акредитирани надпревари и достојно ја представија нашата општина. Градоначалникот Димитровски со благодарност до успешните ученици на кои им посака среќа и повеќе успехи во наредните години. Денеска го имав ова посебно задоволство да се сретнам со нашите најдобри ученици и во основните и во средните училишта и го имав тоа задоволство да се видам со ретко успешни наши сограѓани. Сите тие се освојувачи на награди на акредитирани државни надпревари и сите тие се гордоста на нашиот град, освоени трети, втори или први места во секој во својата област во која што настапуваше. Општината продолжува да ги стимулира, да ги наградува таквите наши ученици со скромни подароци, меѓутоа и со вниманието кое што им го посветуваме и ние, а и другите наши учесници кои што се во целиот тек на образованието. Сакам да кажам дека ќе продолжиме понатаму со стимулациите и преку испраќање на првенците на генерација на годишни одмори и со вакви скромни награди и со стипендирање на нашите најдобри ученици. Наградените ученици по приемот на градоначалникот Димитровски ни изјавија: Јас сега ова година постигнав успех на државниот надпревар по природни науки и техника, освоив трето место, трета награда, а исто така учествував и на други надпревари и каде што постигнав исто така солидни резултати. Имаше силна конкуренција, секако дека тоа се најуспешните деца и би сакала да учествувам и на други надпревари. Инаку 8 ученици, првенци на генерацијата од основните и средните училишта во Кочани, како награда од градоначалникот и општината, престојуваат на летен одмор во одморалиштето во Пак. Со ваквите активности општината ќе продолжи понатаму со цел стимулирање на успехот кај учениците. Синоќешниот дожд не го спречи празнувањето на Павловден во Виница со неповторливиот глас на Андријана Јаневска и инструменталниот состав на Митен проект. Денес во празничната програма во Виница е изложба на струмичкиот уметник Ване Косторанов. Дафино моме, Јовано Јованќе, не си го продавај колјот чифликот, се само дел од композициите кои се најдоа на синокешниот репертоар на концертот на Митан проект во Виница. Неповторливиот глас на Андријана Јаневска создаде амбиент кој бара публика со квалитетен слух, бидејќи и не секој има капацитет да препознае комбинација од талентиран глас надграден со професионализам и квалитетна едукација, и не секој има културна надградба да разграничи професионализам и шунт во музиката. Водачот на Митан проект Димовски задоволен од виничани, но не и од комарците. Ова е прв пат Митан да гостува во Виница кај вас на покана на Домот на културата за да одржиме еден концерт и баш е убаво што е за празниците во периодов на Петровден, дека кога ви е Павловден, Павловден, така. Иначе не сум прв пат во Виница, баш преска се присеќавме дека првиот настап мој во Виница е со Архангел 95-та година и заеднички е од тогаш и денеска, после 20 години, дека имавме супер концерти, дека не изедоа комарците, тоа го памтиме, стално го прераскажуваме, кај највише не јаделе комарци во Виница. Така да се заблагодарам уште еднаш на поканата.
Чествувањето на Павловден продолжува вечерва со изложбата на слики од Ване Костуранов во изложбениот простор на Домот на културата Тошо Арсов, а во недела за прв пат на тениските терени ќе се одиграат турнири во тенис. В недела и понеделник вечер најфреквентниот дел од градот ќе живее со акробациите на баскер артистите. Чествувањето на празникот Павловден ќе се заокружи во понеделник со литија и свечена седница на која учениците на генерацијата од сите училишта ќе бидат вредно наградени од градоначалникот Емил Дончев. Индонезиските власти затворија 5 аеродроми, вклучително и оние на популарните туристички острови Бали и Ломбок, поради повеќедневната ерупција на вулканот Раунг во источна Јава. Поради вулканот Раунг, откажени се и низа летови до и од Австралија. Летовите би можеле да бидат откажени дури до 23 јули. Британската полиција покрена обвинение против 16-годишно девојче од Манчестер за вклученост во подготовка на терористички акт од страна на радикални исламисти. Осомниченото девојче, чие име не се соопштува, треба да се јави на 22 јули пред суд во Лондон. При претресот во домот на девојчето се откриени материјали што можат да бидат употребени за подготовка на терористички акт. Земјите членки на Европската унија синоќа не успеа да постигнат договор за надминување на кризата со илегалните имигранти, пошто Брисел го определи 20 јули како краен рок за изнаоѓање начин за прераспоредување на азилантите, кои во моментов се наоѓаат во Италија и Грција. Во обид за постигнување договор, Франција и Германија соопштија дека решиле да прифатат 1/3 од 60.000 имигранти. Од 21 до 25 октомври градот Штип ќе биде домаќин на најдобрите балкански пинг-понгари од вкупно 10 држави. Во просториите на Агенцијата за млади и спорт, генералниот секретар на Балканската пинг-понг унија Милорад Трпковски, председателот на Пинг-понгарската федерација на Македонија Јован Дабевски и представник на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, доцент доктор Кирил Барбареев, подпишаа договор за соработка и организација на престојното балканско првенство до 21 година, чиј домаќин ќе биде Република Македонија. Ова е, можем да кажеме, на добра иницијатива, каде што можеме да го прикажеме пинг-понгот од Штип и од Македонија на едно светло ниво. Штип и пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев при Универзитетот Гоце Делчев, ова иницијатива имавме веќе подолг временски период и ево ни се оствари оваа желба да и Штип, односно Македонија, стане прв пат во историјата на македонскиот пинг-понг организатор на една ваква голема манифестација, односно тоа е Балканското првенство до 21 година за сениори. Нова балканско првенство ќе учествуваат и ќе земат учество преку 130 надпреварувачи од 10 балкански држави, ќе се надпреваруваат во 3 категории. Односно тоа е во сениори и сениорки поединечно, сениори и сениорки во парови и сениори и сениорки во екипна конкуренција. Како што кажав, првенството ќе трае 5 дена. На ова првенство секако главен и технички организатор ќе биде пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев, односно Универзитетот Гоце Делчев, и секако ја имаме големата подршка од градоначалникот на општина Штип, потоа имаме од Министерството за спорт и млади и од Македонскиот олимписки комитет. На 41-то балканско првенство се очекува учество да земат околу 120 надпреварувачи од 10 балкански држави во екипна и поединечна конкуренција, парови и микс двојки. Заврши дневникот на Канал Плюс. Имајте пријатна вечер.